Со користење на средствата од европските фондови, преку Националната агенција за мобилност, училиштето Партенија Зографски од Скопје ги унапредува вештините на своите ученици. Би сакал прво да честитам на учениците на сето она што го имаат како постигнувања на самото училиште, бидејќи ова е едно од училиштата кое што досега има најголем број проекти добиено преку Националната агенција за мобилност. И убеден сум дека независно од специфичноста на реализацијата на наставата на ова училиште, заради типот на посебна потреба кој што го имаат учениците, јас со оваа амбициозност со која што се уверив и со волјата и енергијата која што постои кај учениците и кај колективот, верувам дека во идниот период ќе продолжат сите овие активности со идентичен и нормално с големен интензитет. Проектите кои што ги има искористено во училиште преку европските фондови се во вредност од повеќе од 60.000 евра. Училиштето се јавува како апликант уште од 2012 година, во 2014 и 2015 година е веќе добитник на неколку грантови за мобилност на ученици и наставен кадар од училиштето, преку што училиштето всушност има веќе дел од овие проекти реализирано, односно веќе неколку посети и обуки се веќе реализирани. Тие се реализирани во Словенија една фаза, другата фаза ќе следи исто така во Словенија и подоцна ќе имаат уште една фаза во Прага во Република Чешка. Покрај посетите во Словенија, особено е важно што словенците ќе ја возвратат посетата, ќе видат како се работи тука и ќе преземат искуства. Ние ќе продолжиме како и досега мотивирано да работиме на нови проекти, а таа мотивација нас ни ја даваат секако најмногу учениците. Учениците и тимот кој што е посветен на работата, бидејќи знаеме после секое излегување и меѓународно представување, тоа се рефлектира кај нас за поголем ангажман на учениците и ние навистина имаме прекрасни ученици што може да се носат рамо до рамо со учениците од европските држави. Училиштето во моментов настава следа 40 ученици со оштеден слух и говор од цела Македонија. За учениците од внатрешноста на земјата, во рамки на центарот, има ученички дом, а Министерството за образование минатата година реновираше еден блок во вредност од 4,5 милиони денари.